Топ тема на ваша страна, добро вечер. 850 години историја. Уметност, непроценлива ризлица на еден културно-историски развој. За неколку часа за навеќе исчезнеа во пламените јазици кои синоќа ја зафатија катедралата Нотр-Дам или Богородичната црква, символот на Париз и Франција. Франција тагува, а светот сочувствува за уништувањето на дел од најпознатиот културно-историски споменик. Но и се обедини во донаторската акција за обнова што ја најави францускиот претседател. Во топ тема вечерва. Какво све културно богатство крие во себе? Што се уништи во кобниот пожар, а што е спасено? Зошто Богородичната црква е толку голем символ на Париз, Франција, но и светско културно богатство? Без некоја претенциозност и кратка паралела со состојбите дома. Иако ова што следува е позајмен коментар. Она што се случи во Париз е случај, несреќа, а нашата негрижа за културното наследство е систем, континуитет на непознавање и ерозија на вредностите. Во топ тема на ваша страна вечерва информираме за последните детали од Париз за кобната 15 априлска ноќ. Донесуваме и разговор со францускиот амбасадор Кристијан Тимонје. А во студиото мои гости се Елеонора Петрова Митевска, директор на Управата за заштита на културното наследство. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и на вас. И Лазар Шуманов, председател на ИКОМОС или Македонската гранка, да поедноставиме, на Меѓународното здружение за заштита на споменици и локалитети. Добро вечер и добре дојдовте. И како вовет, последните детали што ги пренесуваат новинските агенции околу пожарот кој што се случи синоќа од колегата Никола Илиевски. Донации во износ од повеќе стотици милиони евра се ветени за обновата на Нотр-Дам, откако страотната огнена стихија делумно ја уништи славната катедрала, една од најзначајните градби во историјата на Франција. Пожарот кој 15 часа по неговото избавнување е целосно изгаснат, ги уништи главната купола и дрвениот покрив на катедралата стара 850 години. Сепак повеќето од 500 пожарникари кои без прекин во текот на ноќта се бореа против стихијата, успеа да ја спасат од уништување главната камена структура на Нотр-Дам, вклучувајќи ги и незините две кули. Со векови, Нотр-Дам е срцето на католицизмот во Франција, свет објект за аджилак за милиони луѓе од целиот свет и дом на многу религиозни реликти со непроценлива вредност. Фокусот на француската јавност денеска се повеќе се пренасочува кон тоа како катедралата ќе биде обновена. Председателот Емануел Макрон на шокираната нација уште во текот на ноќта и додека огновите се уште гореа и вети дека катедралата ќе биде обновена. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Cette cathédrale nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières. За обновата на Нотр-Дам веќе пристигнуваат ветувања за помош во износ од 300 милиони евра. Милиардерот Франсоа Анри Пино, председавач и извршен директор на групата Керинг, која е собственик на модните брендови Гучи и Ив Сен Лорен, вети дека ќе донира 100 милиони евра за реставрација на Нотр-Дам. Дополнителни 200 милиони евра за обновата вети и семејството на Бернар Арно, чија бизнис империја ги вклучува и Луи Витон и Сефора. Во име на Европската унија, на французите директно им се обрати и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. You will also rebuild your cathedral. From Strasbourg, the French capital of the European Union, I call on all the 28 member states to take part in this task. I know that France could do it alone, but at stake here is something more than just material help. The burning of the Notre-Dame Cathedral has again made us aware that we are bound by something more important and more profound than treaties. Пожарот кој го шокираше целиот свет започна вчера околу 18 часот и 30 минути и многу брзо се прошири и до покривот на катедралата, уништувајќи ги прозорците и дрвениот интериер, пред да ја зафати и сруши и главната купола. Пожарникарите потоа со часови се обидувале да го спречат урнувањето на камбаните, додека голем број парижани во текот на целата ноќ од блиските улици со страф ја следеле работата на пожарникарите и пееле религиозни химни.
Речиси 9 часа откако избухна пожарот беше ставен под контрола. Пожарникарите и спасувачите успеале да спасат и повеќе значајни уметнички дела и религиозни предмети, вклучувајќи ја според верувањата и круната со трње која Исус ја носел пред да биде распнат. Les œuvres donc d'abord du trésor, les plus précieuses d'entre elles ont été dès hier soir mis en sécurité à l'hôtel de ville de Paris et je tiens à remercier les équipes de l'hôtel de ville de Paris, de la mairie de Paris, les équipes du ministère de la Culture, les sapeurs-pompiers de Paris et bien sûr l'évêché qui se sont mobilisés et ont fait un travail d'équipe remarquable pour sécuriser les biens les plus précieux, notamment la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis qui sont en sécurité à l'hôtel de ville. Ватикан со шок и огромна тага ги следеше настаните во главниот град на Франција, додека УНЕСКО соопшти дека ќе биде целосно на страната на Франција, во вид да го спаси непроценливото наследство на катедралата Нотр-Дам, која секоја година ја посетуваат речиси 13 милиони туристи, повеќе и од Ефеловата кула. И тоа се деталите за она што се знае во моментов и денеска по првичниот увид погаснењето на пожарот. Петрова Митевска би почнал со вас. Избегната е катастрофа, но не и трагедија. Колку со најавената реконструкција Богородичната црква ќе биде она што беше, иако има преживеано низ историјата слични трагедии? Па, многу ми нарекле и вчера во сите коментари и на француските телевизии кои што ги следев, рекоа дека Богородичната црква во Париз е срцето на Франција и историјата на Франција. Тоа е точка на збиднувањата во историјата и во религијата. Затоа е особено значајна. Тука се промовирани голем број на кралеви, кронисани се во таа црква. Тука е кронисани Наполеон Бонапарт 1804 година, тука е прогласена за светица 1909 Јованка Орлеанка, тука се извршени погребните мисии за Шарл де Гол и за Помпиду. Значи, представува на вистина срце на градот и на државата и на историјата. Меѓутоа, во текот на својата историја, а таа била градена од 12 до 14 век, во текот на 2 века, како едно од најзначајните готски примероци во Европа. Во текот на подоснежните векови била повеќе пати обновувана. Меѓутоа, најголеми обнови се случиле во 19 век и тоа после Француската револуција. За време на Француската револуција исто така горела катедралата во Париз, Богородичната црква, и не само што горела, туку статуите биле уништени, мобилијарот бил украден, предметите биле одземени и била потполно скоро уништена црквата. Меѓутоа, потоа со делото на Виктор Уго, звонарот на Богородичната црква во Париз, некако популарноста на црквата се зголемила, кај граѓаните се појавила желба за зачувување на културното наследство и веќе во средината на 19 век, од 1844 до 1864, во текот на 20 години, црквата е обновена во овие рамки како што ја гледаме денес. Значи, потполно е обновена во текот на 19 век. Иако овие витраи или витражи на македонски, како што се вика, витраи на француски, па да бидеме близу до оригиналот, бидејќи Л, Ј, биле направени во текот на 13 и 14 век и западниот дел се потполно сочувани и сега. Двете кули... Имаме детали за тоа што е сочувано низ фотографии. Впрочем, една од најголемите дилеми која што синоќа можеше да се слушне и од архитекти од различни делови од светот беа токму овие витражи. Колку ќе се успеат тие да се сочуваат, бидејќи ако тие не се сочуваат, нема да ќе биде тешко да се обноват, особено со истите бои, бидејќи никој досега не ја открил тајната на нивната издржливост и непроменливост низ вековите наназад. Токму така, меѓутоа добрата страна е дека целиот западен дел на црквата се сочувани, а тука се најголемите витражи. Ево овој што е розетата помеѓу двете кули е со диаметар од 9,6, значи скоро 10 метри, и тоа е во потполно сочуван. И помалите делови се сочувани, оштетени се само страничните во централниот брод
и делумно источните, меѓутоа и тие се сочувани. Се надевам дека заради фактот што поголемиот дел од витражите се сочувани, дека ќе може да се најде начин да се обнови дел од нив, се разбира, можеби не во истата боја и она. Знаете како кога ќе влезете во катедралата, кога ја осветлува сонце, изгледа како да сте влегле во калейдоскоп. И тоа можете да мислите како изгледало во 13 и 14 век. Мора да било фасцинантно и мора да мислеле луѓето дека е тоа рајот. Господине Шиманов, ретко кој остана рамнодушен на овие слики кои навестуваа катастрофа, но сепак еве имаме само има голема надеж дека голем дел од вредната ризница се сочувани и дека ќе трае процесот на обнова, но сепак ќе дојде до него. Како вие ги доживеавте тие слики? Како може да доживее професионалец кој скоро 50 години работи на полето за заштитата на културното недвижно наследство, која ќе види ваква сцена? Мислам, тоа не е шокантно само за професионалците, е шокантно за секој човек, бидејќи уништено е, ќе видиме која е причината за уништувањето. Среќна околност во оваа несреќна несреќа е тоа што ете за некоја среќа при работењето, конзервацијата, реставрацијата на самиот објект, сите оние поважни елементи биле евакуирани, тргнати и замислете да останало како што се случи пред едно 5-6 месеци кога се запали музеот во Рио де Жанеиро. За жал, неуспеано, таму се уништени уникатни, единствени примероци од фауната. И во ракописи, но и од артефактите, односно од фауната, најдена на територијата на Бразил. Видите, се поставува прашање, кога се работи, веројатно е причината е човечкиот фактор. Не сакам да преюдицирам, ќе очекуваме што ќе кажат експертите по истрагата, но верувајте дека многу често пожарите се случуваат токму кога се вршат конзерваторски работи. Тоа покажува дека не се научивме, односно не ги научивме лекциите од минатите пожари, така да при секоја работа извонредно е значено превенцијата, извонредно е значено проценката на ризикот при работање на споменик на културата да не се случат овие работи. Значи превентивно, јас доваѓајќи наваму размислував, мораме да донесеме, не да донесени се правилници, само треба да ги имплементираме, бидејќи светот, а јас сум член не само во ИКОМОС како председател, туку сум член на меѓународниот научен комитет ИКОРП, така наречен, тоа е риск preparedness или припрема од ризици, припрема одбрана на културното наследство. Многу е значено да делуваме пред да се случат овие работи, туку отпосле. Отпосле можеме само да констатираме се случи. Не. За мене и секогаш било мото превенцијата. Превентивно да делуваме пред да се случат катастрофите, бидејќи примерот. Да, имаше многу апели за превенција. Всушност сега, за жал, французите, не за жал, за среќа на француското општество, тие се обединети околу оваа трагедија и таму, веројатно дебатата дали тие 4 милиона кои што ги одвојувала владата, биле кои очигледно биле недоволно се грешка или не, но во овој момент никој не дебатира за тоа, туку се мобилизирани околу тоа што и како може да се спаси. Всушност, кровот е таа една специфика на црквата, бидејќи таму има околу 1300 греди и едноставно го нарекуваат и шумата на Нотр-Дам. Видите, многу е значено да се интервенира пред туку отпосле. Мојот ментор, кога работел докторската дисертација, сер Бернард Филден, кој беше задолжен за 720 катедрали во Англија, беше главен архитект,
и кој беше номиниран, прогласен за сер од кралицата Елизабета, велеше: дајте ми 1 фунта пред несреќата, ќе спасам 100 фунти после несреќата. Што значи тоа? Значи да даваме повеќе во одржувањето на спомениците на културата. Јас сум многу при интервјуа со министри сум кажувал: давајте ни пари за одржување и превентивна заштита повеќе него за конзервација. Бидејќи ако превентивно ги заштитуваме, ако превентивно донираме во нивната дневна што се вика увид, ќе спасиме многу. Значи, ова што го кажуваат овие... Да, на домашнава слика ќе се вратиме малку понас, да. Иако за француските катедрали, за француските цркви не може да се каже дека нема и некој систем за заштита, бидејќи кога да отидете не само во Париз, туку и во другите градови на Франција, секогаш се одржуваат по некои сегменти во фаза на конзервација и на реставрација. Така што тие имаат водат перманентна сметка во реставрацијата на објектите и ова е всушност... ми сега беше оние метална конструкција покажува дека... Една од најголемите зафати кои што ги планира на централниот дел на црквата да го направат, бидејќи беше направена конструкцијата токму за реставрација. Значи, за французите не може да се каже дека нити не ги одржуваат, нити не ги реставрираат, меѓутоа, се случуваат секакви несреќи, па дури и такви. Всушност, она што е интересно е дека многумина и од нас, лаиците и од сите оние што биле, кои што се сликале покрај тие прекрасни големи алки, малкумина ја знаат всушност тајната дека тие се правени со текот на годините како потпора на кревките, основните кревки зидови на катедралата, и тоа е тој уште еден специфичен детал. Тоа е еден специфичен детал, меѓутоа има уште неколку мистерии, легенди кои што се врзани за Богородичната црква во Париз, кои што сега некако постојано се споменуваат. Едната од нив е така наречената ѓаволска врата. Тоа е централната врата на влезот во катедралата, која има прекрасно минуциозна изработка во ковано железо. Ковачот кој што ја работил таа врата, така изработил што денешниве стручњаци сметаат дека не можело со таква техника такво совршенство да се изработи. Затоа луѓето ја нарекле ѓаволска врата, мислејќи дека ѓаволот му помогнал. На приказната помогнал и фактот што веднаш после завршувањето на вратата мајсторот кој што изградил починал. Така што тоа е една од легендите, исто како и гарголите кои што се користат како олуци и други приказни кои што се плетат околу ние подготвивме дел од ризницата, она што постоело и она што очигледно е спасено, а според првичните информации кои што стигнуваат денеска од Париз, сепак се успеало да се спаси од катедралата. And as you said, inside a huge treasure trove of really important holy relics. Of course, we're coming into the first week of Easter. We talked about the crown of thorns, the vestments of Saint Louis, all of these things which were really, really under threat. It was really heartening to see pictures posted up by Anne Hidalgo, the mayor of Paris, which showed these things were safe. A human chain formed to kind of take these things out. We had artwork in there. There's a 76 picture series of the Acts of the Apostles, which stands in there. There's things which talk about the Virgin Mary. There's all sorts of devotional artwork which is displayed around it. What we're hearing so far is that really some of these have been blackened and burned, but the hope is that as much as possible can be saved. We've heard that many of the grand tableaux and the relics have been saved, and that's a wonderful thing.
We saw those wonderful pictures of how much has survived inside. We saw the crucifix standing on the altar. Of course, that historic altar is a massively important altar itself. So I think right now we're seeing the mobilisation of the fire plan to see how much could have been saved. Of course, the rose windows as well. That was one of the things that people were hugely concerned about. This is, 12th, 13th century architecture, beautiful devotional work. The rose windows, which depict biblical scenes in the north and south, are meant to be saved so far, appear to be safe, but it's going to really be days and weeks till we see how much can actually be preserved. Yeah, absolutely. I mean, they started building it in the 12th century. It took about 200 years to finish. The main construction work, as you said, really started in the 13th century as it started to kind of generate this recognisable frontage. But one of the things that we know has almost certainly been lost is what they call the charpente, the framework, the wooden framework inside, a lot of which is 13th century original wood right there. They called it the forest. It was 52 acres of oak. This is the kind of thing that wars were fought over in the 12th century. The size of these trees. We don't have that many trees of that size in the world anymore. So this was a huge loss that went up in smoke. But actually, of course, it's not just that it was built in the 12th century, the 13th century, and has stood there ever since. You don't really get a devotional work at the heart of the French nation, which exists sort of untouched like that. It's something which is part of the daily life, and so it's been added to, it's been refurbished, it's been worked at and changed and altered in all these many ways right throughout its lifetime. I think there will be a big bureaucratic moment of reckoning which happens around how the restoration was conducted. Of course, we've already seen Emmanuel Macron promise to rebuild, UNESCO commit to rebuild. It's been saved from being burnt in moments of the past. In 1871 during the Commune, people threatened to burn it and it was saved by artists and nurses and people kind of preventing it. Of course, in 1944, the Nazis threatened to burn it to the ground as well, and it was prevented. Еве тоа беа деталите. Петрова, кој видовме на крајов овој знакот за одбележување на 850 годишнината, вие бевте на тој голем концерт за тој голем љубилеј. Впрочем, ова е не споменик на културата, туку жива црква во која што и ден денес се одвиваат, односно се одвиваат до овие моменти служби, па сега доаѓа во еден несреќен момент пред Великден. Што е оно што практично ги остави вчера, ретко кога остави равнодушен? Што е оно што човек го понесува без оглед? Вие сте експерт, меѓутоа тоа е некое чувство што ги имаат и обичните туристи, што некое чувство дека сепак се понесува дел од една историја, култура, светост или како сакате наречете ја, со чинот на влегување, излегување со секоја фотографија направена така. Самите французи и го даваат тоа вистинско значење. Кога ќе влезете внатре во катедралата, во црквата, тие се однесуваат со огромен пиетет спрема црквата, спрема незината историја, спрема експонатите кои што се внатре, и не можете да не се однесувате со толкаво големо воодушевување и почит. Секој посетител внатре и само заради величината на црквата па се чувствува толку мал, а црквата толку значајна и толку голема. Минатата година беше значена по многу работи. Беше Европска година на културното наследство и 850 години од постоењето на црквата Нотр Дам де Пари.
Во текот на целата година беа организирани концерти. Значи тоа не беше еден концерт, туку беа организирани концерти во внатрешноста на црквата, кое што до израз ја донесува незината велелепна акустика. Во исто време, негдека во октомври, се случи и еден настан, тоа се верското културно наследство на Европа, чија конференција се одржа во УНЕСКО, а концерти се направија во повеќе цркви во Париз, од кои едниот и во Нотр-Дам де Пари, каде што таа велелепна акустика и средновековна музика француска прозвучаја така волшебно, што сите посетители кои што беа од сите делови од Европа не можеа да не го скријат своето воодушевување. Тоа е момент кој што секогаш се памети. Кој е тој пиетет кон тоа културно богатство, и тука веќе малку ќе почнеме таа паралела со нашите состојби, бидејќи неколку пати она што го слушнавме во изјавите на француските коментатори кои што ги пренесовме, постојано го споменуваат дека тоа се градби од 12-тиот, 13-тиот, 14-тиот век, а знаеме колку ги имаме тука, може би не со таа грандиозност, но значајни, специфични по своето потекло и поднебје. Па видите, не знам дали ја имам, мислам дека ја имаме во режија и она фотографија од сите, дури сите сочувани звона за кои што има посебно колекција од сите звона. Па видите, кога би направиле паралела, она што кажува дека донираат милиони евра, јас би рекол подобро да донираат од тие 100, 200, 300 милиона евра, да донираат пред да се случи катастрофа секаде, тоа се исто се случува и во Република Македонија. Јас повторно ќе повторам, дајте да ги чуваме, да ги одржуваме спомениците на културата, не само да ги одржуваме занаетите, да ги одржуваме традиционалните изработки, велите кованјето на таа решетка е мајстор, немаме. За жал, ние имаме можеби правна заштита, но физичка заштита многу малку. Тоа е една диспропорција во она што го велиме. Ние, кога треба да обновиме нешто, немаме луѓе. Верувајте, немаме луѓе. Еден од проблемите, би рекол, риск препареднес, тоа е нашиот, да се припремиме за несреќи. Кадри немаме. Тоа е големата работа. Џабе, ние можеме материјали да купиме све, немаме луѓе. Кадри немаме. Едукација, ние се уште во Република Македонија немаме систем за едукација. Имаме страшно богато културно недвижно наследство, но немаме луѓе кои можат да го... Немаме едуцирани луѓе. Ние сме се едуцирале сами. Ние немаме систем на едукација. Не за џабе на министрите за култура, на министрите за образование. Дајте, седнете, направите систем за едукација, за конзервација на недвижно, на движно и наследство. Нема. Ке го оставиме тоа прашање за малку подоцна. Во продолжение би сакал да ги слушнеме и ставовите и согледувањата и како сето тоа го доживува и го прераскажува амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимонија. Со него разговарав попладнево. Господине Тимонија, ви благодарам што сте во топ тема. Катастрофата е избегната, но не и трагедијата, бидејќи се уште се испитува што се остана од богатото историско наследство и ризница на Богородичната црква во Париз. Зошто е таа од толку големо значење за парижани, за Франција, а според сите реакции се чини и за светот, за сите кои макар еднаш отишле во Франција, се сликале во таа црква и со себе понеле дел од тој дух и од тоа богато наследство. Merci beaucoup. Ви благодарам многу. Добро вечер. Et merci pour cette occasion d'abord. Благодарам што ми дадовте повод. De vous remercier, de remercier. Да ви се заблагодарам затоа што со ова им се заблагодарувам и на целокупната македонска јавност. Затоа што синоќа ноќта ја поминав
следејќи ги на вистина страдањата што се случува во катедралата на мојот град. И вториот дел од ноќта го поминав да одговорам на сите симпатични пораки кои што ги добив, на сите луѓе од општеството, и тока сватив колку ова здание е при срце на сите нас, но исто така и дека го споделуваме со целиот свет. Повторно се подсетив на една епизода, знаем. Во 1389 година, кога камбаните на Богодоричната црква одзвонува, тоа беше време кога лажните вести не постоја, но велевме дека коалицијата на словените и на албанците ја победиле армијата на султанот. Тоа не беше случајно, сепак ќе ви кажам дека Богодоричната црква одшокувала и била во срцето уште во средниот век на сите луѓе од светот. И за нас станува збор за место кој што е дел од нашиот живот како парижани и е тесно поврзано со спомени од литературата. Тоа е Богородичната црква на Виктор Иго. Но исто така станува збор за свето место, уште од римско време, дури келтско, за тоа што под Богородичната црква е пронајден столб со галороманските богови и келтските богови. И станува збор и за големо христијанско место, бидејќи во него се наоѓа света реликвија, а тоа е круната од трње на Исус. Реликвија која што е тесно поврзана со историјата на Франција. И толку големи настани се случиле таму, осветувањето на Наполеон, големото помилување во текот на ослободувањето на Париз. Мојот дедо ми раскажувал дека бил присутен пред Нотр-Дам на тој чин. И кога соработниците почнале да пукаат кон толпата народ, со помешана радосно истравување, и силуетата на генералот де Гол, кој што останал исправен и одбил да се заштити од куршумите. Но и во поновата историја се подсетувам на самата церемонија на која што јас лично учествував, на посветена на жртвите од Батаклан, жртвите од тероризмот, и затоа ви кажувам дека таа црква е тесно поврзана со нашиот живот, со нашето срце. И истата ја споделуваме со целиот свет. Но со тоа ни се дава и голема одговорност. Какви беа вашите лични чувства? Рековте дека ноќта ја поминавте следејќи ги вестите од Париз. Се до оние моменти кога беше неизвестно дали од огнените јазици ќе остане било што од тие 850 години грандиозна историја. Прво ќе ви кажам дека негувам огромна почит кон сите пожарникари кои што го доведоа својот живот во опасност, но ја спасија зградата. И гледам една изјава од нашиот државен секретар за внатрешни работи дека беа доволни уште дополнителни 15 минути или 30 минути за навистина да се најдат во пламен кулите на катедралата кои што ризикува да паднат врз целото друго здание, и со тоа ќе беше зданието целосно срушено. Го избегнавме тоа. Nous avons bien sûr maintenant un bâtiment à restaurer. Сега ќе треба да се реставрира зданието. Mon sentiment c'est que моето чувство, nous retrouvons, et je suis pas le seul à le dire, а и не сум единствениот кој го вели тоа, nous retrouvons l'esprit non plus seulement de ceux qui entretiennent la cathédrale. Дух не оди само во однос на оние кои што го ја одржуваат катедралата или ја реставрираат, туку и на оние кои што ја градат и повторно ќе ја изградат. И тоа беше и реакција на нашиот председател на Републиката, и сите политички партии запреа со европската политичка кампања, затоа што станува збор за
чувство кое што е тажно, но кое што целокупната заедница, нацијата се обединува, оние кои што се верници, оние кои што не се верници, французите од секакво потекло и не обединуваат и со целиот свет. И мислам првото чувство кое што го имавме е дека она што исчезна е физичка работа. Но во таа загуба повторно ние си ја присвоивме таа историја и сега сакаме истата повторно да ја споделиме со целиот свет. Огромна солидарност се воспостави и мислам дека тоа символ кој што го видовме и по атентатот во Париз, дека французите честопати се поделени за политички прашања, дури и често и протестираат, но кога се соочени со нешто кое што ги допира во срце, го имаат чувството на она што ги обединува заедно. Лани имавме несреќата во Бразил, сега за жал и Нотр-Дам, која што ги покрена и проблемите кои што ги имаат британците со Вестминстер. Сек тоа некако се случува во пресрет на 18 април, меѓународниот ден за заштита на културното наследство. Впрочем, вие како представник на Франција сте дел од донаторската заедница која што учествува во реставрацијата на голем дел од културното наследство и во Македонија. Која е лекцијата? Знаеме дека одржувањето на Нотр-Дам ја чини француската влада 4 милиони евра годишно, но оваа несреќа подеднакво покажа дека овој вид на непогоди, овој вид на несакани случувања не познаваат големи и мали, богати или сиромашни земи. Прво станува збор за огромна одговорност која што ја имаме ние, европска држава, како наследници на една голема историја, но и на културно наследство, духовно културно наследство, кое што е и материјално и ќе треба сите средства да бидат дадени во таа цел, но ќе треба и внимателно да постапуваме и секој да се чувствува како одговорен, а не само како собственик на нешто. Знам дека овде се случија ужасни работи за манастирот Свети Јован Бигорски, кој што исто така беше делумно уништен од пожар и реконструиран на извонреден начин. Et donc c'est la preuve aussi que nous sommes non seulement дека сите ние не само што сме наследници, туку сме и градители. Et que chaque, c'est ce que Victor Hugo disait de и Виктор и го велеше за Богородичната црква. Секој дел од својата историја си носи нов слој на овие големи зданија. И станува збор за живи организми, каква што е и нашиот народ, како што се и нашите народи, и нашите нации. А затоа постои и меѓународната солидарност, која што е важна, затоа што не си го чуваме сами дворот, туку сите го заштитуваме заедно. Тоа е поимот на светското културно наследство, надвор нели од границите на верувањата на едните или на другите, или надвор од културните вредности. И затоа таа идеја дека убавината во историјата е токму во тоа што таа им припаѓа на сите. И лично ке кажам дека посебни чувства негувам кон црквата од Курбиново, бидејќи ние учествувавме во еден проект за културно вреднување на таа црква и знам дека има разговори кои што се во тек за реставрација на црквата и јас сакам да ви кажам дека исто толку сум трогнат како и за оваа црква, така и за Богородичната црква, бидејќи тоа е нешто што не обединува сите нас европејците многу повеќе отколку отварањето на преговорите за влез. Тоа е идеја која што сите не погодува и кон која сите имаме заедничка одговорност. И кога разговарав пред неколку денови со
кандидатите за локалните избори во Охрид им велев дека ние сме многу внимателни кон заштитувањето на Охридското езеро и на целиот град, затоа што нели тоа е под заштита на УНЕСКО и затоа знам дека економските притисоци се многу силни и секако вид на други притисоци за такви места кои што се богати, но кои што имаат и дополнителна историска вредност и затоа ќе треба вие да бидете тие кои што најмногу ќе ги зачувувате тие места. Тоа им го велев на кандидатите и ќе треба да направат се да го зачуваат тоа културно наследство кое што му припаѓа на светот. Ние од една страна ја имаме таа одговорност да помогнеме, впрочем тоа го прави и УНЕСКО за обновувањето на Свети Јован Бигорски, но ќе треба да внимаваме и самите за тоа културно наследство, затоа што сега зборуваме за повеќе вреднување на Преспанското езеро и тоа ќе биде многу добро затоа што тоа место каде што се случи помирувањето треба да биде дел и од природното наследство поврзано со историското наследство и треба да внимаваме затоа што културното наследство е под постојана закана од нели такви несреќи кои што се случуваат во животот поради некоја грешка на индивидуа или можеби тоа е дел од нивната судбина, но истовремено во современиот свет секогаш постои ризик, можеби од навистина масовен туризам или можеби не може толку да повнимаваме за да го зачуваме духот на споделување и духот кој што ние сме го добиле, а треба да го пренесеме на наредните генерации. И мислам дека за време на тој меѓународен ден за културното наследство треба да не поттикне на размислување и на поголема одговорност. Господин амбасадор, ви благодарам што бевте дел од топ тема и се надевам дека Македонија, макар и скромно, ќе се обиде да возврати и да биде дел од овој бран донаторски кој што веќе почна за обновување на Нотр Дам. Да срце благодарам. Да, тоа беше францускиот амбасадор Тимоние. Петро, нема многу време, само накратко јас ќе се вратам на коментар кој што го прочита во најавата. Се надевам дека авторката нема да ми се налути, а е запознаена со случувањата во Курбиново кој што ги спомна и господинот Тимоние. Вели, она што се случи во Париз е несреќа и случај, а нашата негрижа за културното наследство е систем, континуитет на непознавање и ерозија на вредности. И вака напишаните директни и сурово посочена реалност, низ многу дипломатски речник можеа да се препознаат и од пораките на господинот Тимоние околу македонското културно наследство. Реков, ќе ни треба цела емисија, меѓутоа, како човек на една за многу значајна институција, кој е вашиот коментар? Точно е дека Република Македонија не направила до сега доволно во заштита на црквата Свети Ѓорги во Курбиново. Тоа е навистина бисер на средновековната уметност во Македонија и тој фреско живопис се случува еднаш во 1000 години. Мала тајфа на мајстори дошле во некое забутано место на Преспа и во 12 век насликале грандиозно светско сликарство кое што и ден денес е ненадминато. Меѓутоа, еве можам да ви информирам дека Управата за културното наследство, јас денеска ги подпишав дозволите за археолошки истражувања во Курбиново и за дополнителни конзерваторски истражувања, што значи дека работите ќе започнат веќе од почетокот на мај и да се надеваме дека вакви сеопфатни истражувања и археолошки и конзерваторски ќе овозможат понатаму и заштита на овој значаен споменик. Кога конечно ќе се регулираат односите државни институции за заштита на културното наследство и црквата? И вие да треба да влезете во Курбиново, треба да го барате клисарот по околните села. Да ни го даде клучот. Да ви го даде клучот. Има едно огромно богатство од пештерски цркви во Охридско, кои што никој не ги познава и кои што се заклучени со исто така клучеви останати во нечии раце.
и да не завршувам со тоа што по нечија фрескописи, икони, тоа да не зборувам, само еве еден најпластичен пример и тоа што си дозволуваме и такви ситуации некому му текнало па да стави ограда и на Света Софија. Каде не води тоа? Многу треба да се работи. Јас велам, ние од создавањето на државата Република Македонија, сега Република Северна Македонија, имаме системска грешка во тоа како ја вреднуваме културата и каде ја ставаме културата. Културата, ако е најзначајна идентитетски, бидејќи не дефинира пред останатиот свет и не представува и културно и историски, мора да биде вреднувана на вистински начин. Јас се надевам дека таквото ново вреднување на културата ќе одобија сите овие споменици, ќе го добијат своето место во неја. Одиме со кратка пауза за реклами, а потоа и завршните зборови на моите гости. Назад сме во студиото и сосема на крај, сосема накратко, господин Шиманов, која е лекцијата, како паралела од она што го видовме и од она што малку можевме да го дебатираме и за состојбите дома. Накратко би рекол и би повторил. Џаба ни е добри закони, џаба ни е добри правилници, ако немаме луѓе, ако немаме кадар. И тој кадар треба да го создадеме, системски да го создадеме, не да се создаваме сами од себе, како ние постарите што сме се научиле, туку кадарот е најважен за мене важен. Не само како кадар, како личности, туку личниот доход што го имаат луѓето кои работат во културата. Земете едни конзерватори, советници имаат плата помалку од 400 евра. Помалку од македонскиот просек. Можете да замислите каков е тој ентузијазам тие луѓе што работат. Значи, ако идентитетот е културата, тоа да се воздигне. Ви благодарам. Госпожо Петрова, веројатно во една порака на господинот Тимоние до охридските градоначалници да не заборава дека градот е под заштита на УНЕСКО и дека во тоа следење на патот кој него ќе се следат и многу почитување или непочитување на тие правила. За тоа веројатно стојат и бројките дека, не сакам да видам погрешно сватен, но дека Охрид е многу порано под заштита на УНЕСКО од самата убавица Нотр Дам и секој си има своји причини зошто и своји убавини. Која е лекцијата според вас? Па ние оваа година треба да обележуваме 40 години како што е УНЕСКО под заштита на како светско културно наследство Охридскиот регион. Меѓутоа ние еве се мачиме како да не го изгубиме УНЕСКО, односно да не го ставиме во загрозени локалитети. Тој е од 79-та, додека Нотр Дам де Пари е од 91 година. Колкаво е големо значењето на Охрид, доволно зборува овој факт. Се надевам дека со напорите што ги вложуваме, ќе успееме да го задржиме на листата на светско наследство. Јас ви благодарам вечерва за овој мал излет од актуелната политичка агенда која што доминира, но верувам дека темата заслужуваше, а начнавме и друга за која се надевам ќе имаме повеќе време во некоја друга прилика. Се надеваме и ние. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на тема.